Љупчо Палевски Палчо, според најавите од Правда, наскоро треба да слета во Македонија, а обвинителството не дава конкретен одговор до каде е истрагата за убиствата на малата Вања и велешкиот фризер Панче. За сега не е познато кој е клучниот материјален доказ на обвинителството, до каде се вештачињата и што открила обдукцијата за истражните органи да тврдат и го обвинат Палевски дека ладнокрвен убиец. Ојо стои на ставот дека истрагата е во согласност со законските рокови, без разлика на интересот на јавноста која чека одговори на многу прашања. Истрагата е во тек и се води согласно сите законски рокови. Во континуитет се преземаат истражни действија. Од Министерство за правда информираа дека е договорена екстрадицијата да се случи во најкус можен рок, а други детали не смееле да даваат за да не се налутале колегите во Турција. Министерот Кренар Лога уверува дека завршил работа со турскиот колега, но не е прецизен што договорил. Се што излегува на интернет се невистини преку кои некој бара внимание. Ние дискутиравме со колегата. Има постапка која е почитувана од двете страни. Се друго е магла. Во меѓувреме, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски побара нова истрага. Тој веќе назначил и двајца началници да ја предводат обновената истрага. Новиот министер се сомнева дека полицијата лошо постапувала во целиот процес. 14-годишната Вања беше грабната до влезот на низината зграда на 27 ноември. Истиот ден, според исказите на осомничените, е убиена. 2,5 часа по низиното грабнување е застрелана. Низиното тело беше пронајдено на 3 декември во аторот на селото Бразда и Горно Оризари. Нова му предходеше грабнувањето и убиството на велешанецот Панче на 22 ноември. Неговиот автомобил Citroen потоа е искористен за грабнувањето на Вања. За овој случај осомничени се 6 освен Палевски, во притвор е неговиот адвокат кој му помогна да избега, таткото на малата Вања и неговите сопартици од десна.